Добро вечер со топ тема на ваша страна. Изградбата на регионални депонии остана само на хартија. 54 депонии ги загадуваат и водата, и воздухот, и почвата, затоа што немаат основни технички услови за работа. Струшката депонија го вклучи алармот, но никој не ја понесе одговорноста. Кој дозволи Македонија да се претвори во отпад? Зошто и општините не можеа да се договорат за изградба на заеднички депонии по регионите? Зошто властите дозволија управувањето со отпадот да се претвори во криминал? Во топ тема на ваша страна вечерва на оваа тема говорат министерот Зоран Шапорич, раководителот на секторот за управување со отпад при Министерството за животна средина Ана Карамфилова Мазневска, Ана Лешовска Чолович од Екосвест и директорот на депонијата Дрисла Горан Ангелов. Останете со нас. Добро вечер уште еднаш за моите гости, министерот Шапорич, Чолович од Екосвест, Ана Карамфилова Мазневска од Министерството за животна средина и директорот на Дрисла Ангелов. Темата е навистина актуелна со оглед на случувањата во Струга, меѓутоа лошото е што требаше да се запали во Струга депонијата за да се крене волкав аларм и не само граѓаните, туку и општинските и централните власти веќе да видат дека до кај стигнала работата со депониите. Македонија според податоците има 54 депонии. Ако грешам со се Дрисла да не се господин Ангелов 55, таа ја сметам за подобро од другите. И 1000 диви депонии, тоа се последните информации што ги имаме во однос на состојбата во Македонија. Не можев да ја најдам мапата на сите овие депонии кај се распрскани, ама мене со волкава бројка на волку мала површина ми изгледа дека многу депонии има Македонија, тука заклучокот дека Македонија е како едно големо ѓубриште, а од друга страна се подготвуваме за влез во Европската унија. Меѓутоа, за жал, изградбата на регионални депонии, како што реков, остана само на хартија. Општините не можат да се договорат за ова, а кога ќе настане проблем, сите си ја префрлаат топката во однос на одговорноста. Господја Карамфиловска, ме интересира зошто локалните и централните власти дозволија да се случи она што се случи во Струга, палење на една депонија. Значи, мораше ли до таму да стигне работата и како стигна до таму? Ова е комплексно прашање, во текот на емисијата ќе ги разглобиме сите податоци, меѓутоа зошто да се случи ова на Струга? Веројатно ќе треба да се постави прашањето токму до локалната самоуправа и до одговорните градоначалници и советите на градоначалниците, зашто сепак морам да нагласам дека управувањето со комуналниот отпад е уставно право на единиците на локалната самоуправа, право и обврска се разбира, тоа е под нивни ингеренции, нивна одговорност, така да зошто се случува сето ова, сепак прашањето треба да го вратиме на можеби да се обратиме на другата. Меѓутоа, кога станува збор за одговорност, инспекторатот е тој кој што утврдува нечија одговорност, меѓутоа јас досега не имам забележано казни на општините кога станува збор за вакви случувања. Управувањето со комуналниот отпад не го врши самата општина, туку преку јавните комунални предпријатија кои што се формирани за таа цел, за управување со комуналниот отпад. Повеќето општини тие исто така се одговорни и за водоснабдување и за одведување на отпадни води, јавната хигиена и така натаму. Државниот инспекторат има изречено неколку, меѓутоа можеби најдобро е тоа да ги прашате одговорните лица од Државниот инспекторат за животна средина, секако дека се излезени на терен и изречени се одредени мерки и санкции за преземање решенија се издадени во одреден рок да се санираат последиците, да се надмине ситуацијата, меѓутоа за жал сепак состојбата е таа. Господја Чолович, каков е вашиот впечаток кога станува збор за управување со отпадот, односно депониите низ општините? Кажав и на почетокот, не се реализираше ова стратегија за управување со отпад на Република Македонија која од 2008 до 2020 година навистина е голема. Сакав да покажам само колку многу е изнапишано, а знам дека ја загладувам животната средина со печатењето на овие хартии, меѓутоа се надевам дека ќе бидат рециклирани. Да, истото се повтара и во планот за елиминација на диви депонии и ѓубришта од 2011 година. Претпоставам, значи документите се прекрасни на хартија, навистина, и се идентификувани голем број на проблеми што всушност не се случува на терен. Значи како не се постапува
колку реално општините или предпријатијата немаат капацитет најверојатно, не знам, соодветно да управуваат. Значи поставувањето на површинските слоеви, одводувањето на исцедокот, регулирањето на метанот, заштитувањето на околината или ремедијацијата, понатаму, значи сите тие се точки кои се идентификувани во овој план кој го спомнав од 2011 година, каде што навистина се дава алармантно внимание се посветува на оваа тема и јасно се укажува на тоа дека општините во соработка со Министерството треба да направат напори да ги имплементираат добрите практики за управување со депониите, додека истите не се отстранат, што исто така е предвидено со планот и вели тука дека до 2015 година, во 2011 сметале дека до 2015 ќе се исчистат сите оние 320, сега 1000 што ги спомнавме диви ѓубришта, а до 2020 би се елиминирале и дивите депони, откако ќе се воспостават регионалните центри и тој процес би требало да оди во паралела. За жал, се уште ситуацијата е многу лоша. Нити едното, нити друго. Стратегијата за состојбата е лоша. Господин Шапорич, вие бевте министар за животна средина, сега сте без ресор, меѓутоа го искористите веројатно вашето искуство, па заминавте дури и во Струга. Зошто и за вас прашањето мораше да се случи Струга, со оглед на тоа што ако централната власт, така ќе ве земам вие како централна власт, вели дека тоа требало да го направат општините, меѓутоа според Ане и во соработка со централната власт требало да се изведат и некои заеднички работи. Зошто каков е вашиот впечаток од случувањата во Струга и зошто тоа се случи? Ќе кажам само претходно неколку збора, ако ми дозволите, неколку зборови, односно неколку реченици. Значи во 2005, крајот на 2005, кога бев јас тогаш министер, тогашната влада усвои национален план за управување со отпад. И од тогаш во соработка со домашните и експертите на Европска унија беше утврден овој регионален пристап. 5 до 7 депонии согласно европските практики, обично на 200 до 300 илјади, имајќи предвид конфигурацијата на теренот, се дојде до бројка да може и за 200 илјади да има регионален пристап. За жал од тогаш многу малку е направено, се разбира, тоа е согласно Законот за управување со отпад, кој што е менуван многу пати, подоцна ќе зборуваме за измените кои треба да се направат и кои ќе се направат од новата влада, но случувањата со Струга, иако е тоа локален проблем, бидејќи беше навистина акутен, го загрозуваше здравјето и безбедноста на луѓето, иако депонијата во постојано горење од 14 април. 2-3 дена после формирањето на владата, на апел по барање на локалната самоуправа, владата формираше група, каде што покрај мене беше министрот животна средина господинот Садело Дорако и господинот Рамис Мерко кој е од тој регион и се разбира експертска група и така натаму. Кога отидовме на терен, веднаш констатиравме дека навистина е лоша состојбата. Најпрвен пристапниот пат беше невозможно да се пристапи до него и тогаш владата одлучи да ја ангажира механизацијата, која исто така од изведувачите, кои што пристана само за надомест за гориво, фактички без пари да направат, да го тампонира за само 24 часа и да го направат пристапниот пат. Потоа се пристапи кон натрупување со земја и потоа дури се разбира, бидејќи е специфична работа, мора стручно да се изведе тоа. Постои опасност од експлозија на подземните гасови, на метан и така натаму и се успеа за 2 дена да се изгаси пожарот, значи времено да се реши овој проблем. Ние потенциравме дека е надлежност тоа на локална, меѓутоа во такви случаи владата треба да интервенира кога нема капацитет општинската локалната власт и се успеа да се санира проблемот. За жал тоа се исполитизираше од претходната влада, бидејќи тие 10-11 години ништо не направија, односно да ги потикнат. Добро кажавте дека е тоа регионален пристап на единиците да ги потикнат преку одредени стимулативни и дестимулативни мерки општините да се договорат, бидејќи тешко оди тоа навистина договарањето и да ги припреми тие работи за да се реши. Инаку, депонирањето е во хиерархијата на управување со отпадот последна солуција. Ние имаме во Македонија 1% рециклирање, реупотреба и така натаму. Треба да е обратна претпоставка. Во Лјубљана, да ви кажам, 72% е примарна селекција. Значи треба и тука паралелно да се работи, затоа што депонирањето во европската пракса е
the last favorable solution, последна солуција која што треба пред да се стигне до Да, токму вашето искуство, господин Ангелов, во однос на тоа каков отпад добивате. Јас искрено немам впечаток дека во најголемиот град отпадот се сортира, па дури ако се сортира на одредени места, на крај имам впечаток дека во камион кој ќе се стави пак оди сето тоа на куп. И дали вие всушност сортирањето го правите во депонијата и во што се разликува Дрисла од другите депонии, затоа што е издвоив како единствена можеби со технички услови навистина да работи во сортирањето и рециклирањето и другите фази технички во отпадот. Значи депонијата Дрисла е почнала да се гради 91 година, значи на распадот на Југославија, и таа е градена согласно југословенските стандарди. Самата депонија Дрисла има еден заштитен слој од 1,5 метри глина, кој е набиен многу голема збиеност, и ние имаме мерење на подземните води кои се во околината на депонијата Дрисла, значи немаме загадување на подземните води. Значи во принцип секоја депонија прави аерозагадување, загадување на подземните води, загадување на почвата. Ние, за среќа, затоа што сепак во тоа време имало некакви такви стандарди, значи не се вградени, да кажеме, геомембрани и геотекстилите, но е вграден оној слој од 1,5 метри на глина, а најмалку треба 1 метар. Депонијата Дрисла не ги загадува подземните води, не ги загадува почвата, околната почва не ја загадува. За жал, нашиот инсенератор, кој е донација од британската влада, сите знаеме дека не ги задоволува ниту македонските стандарди, а не европскиве стандарди. Ние очекуваме дека до крајот на годината тој проблем ќе биде решен, ќе ставиме точка, бидејќи новиот инсенератор очекуваме за месец дена да почне неговата монтажа. Инаку Дрисла, да ве потсетам, кога ја дојдов 2009 година, беше исто како Струшкава депонија. 35 хектари беа отворени. Секојдневно имаше пожари, но тие пожари не беа во толку голема мера како што е Струшката, бидејќи сепак Дрисла е предпријатие кое функционира со систем за обезбедување, механизација која е соодветна. Ние денес успеавме да кажеме после толку години Дрисла кој да дојде од меѓународниве, да кажеме, експерти, се задоволни. Ако ги погледнеме локалниве депонии околинава, освен да кажеме Софиската која искористи скоро 150 милиони евра, Софија и Пловдив искористи 150 милиони евра од европските фондови да ја направи фабрикава и новата депонија. Сепак Дрисла сега одговорно тврдам јас дека не вршиме загадување на водиве и на почвата. Кој вложи пари за да се направи Дрисла? Значи периодот целосно, за да им биде јасно на граѓаните заради општините. Периодот од 2010 година кога Дрисла се одвои од комунална хигиена, претходно за жал немаше многу инвестиции во Дрисла, но тоа е период за кој ставаме точка. Од 2010 до 2013 година во најголема мера градот Скопје ги вложуваше парите, од 2013 до сега ги вложува Дрисла ДО Скопје. После процесот на влез на италијанската компанија ФЦЛ Амбиенте во депонијава Дрисла. Значи градот Скопје веќе не вложува пари од јануари 2013 година. Зошто, господја Карамфиловска, ова не е, иако постои стратегија, како што реков, иако постојат планови, иако постои ова што кажавте и вие од 2011 година, зошто централната власт или министерството не можеше да ги натера општините да пристапат кон регионално здружување и правење на депонии со оглед на сето она што сте го напишали? Нели е разочарувачки како експерт во областа толку многу работи да донесете, а ништо да нема на терен? Да, за жал, сите плански документи, политички документи се донесени. Првенствено Законот за управување со отпадот што 2004 година го пропишува нели правото за здрава животна средина и обврската секој од нас да рециклира, значи обичниот граѓанин па понатаму. Меѓутоа општините се тие кои што треба да ни овозможат нам граѓаните да се определат места. Исто така комуналните претпријатија се оние кои што ја вршат услугата. За сега е тоа така, само во неколку општини во Република Македонија оперираат приватни оператори, но сепак тоа повторно оди преку општината. Значи општината треба да распише јавен повик и да одбере компанија приватна која ќе ја врши таа дејност, собирањето, транспортирањето, но и депонирањето. Господинот Ангелов спомена Дрисла во минатото до 2010 година беше дел од јавното комунално претпријатие. Сега со одвојувањето од комунална хигиена, Дрисла оперира како посебен правен субјект. Комуналното претпријатие, комунална хигиена која е одговорна за собирање и транспорт на отпадот, плаќа депониска такса или она влезна такса за депонирање. Тоа не е можно да се направи во другите општини? Во тоа е разликата, затоа Дрисла работи, оперира
Да. На овој или на оној начин. Зошто стручката не можела тоа да го направи? Зошто не можела штипската да речем, иако тие велат дека можеле, требале и имале право да го направат и обврска. Меѓутоа, зошто? Повторно ќе кажам, сепак тоа треба да се побере одговорноста од локалната самоуправа. Ние како министерство сме одговорни за носење на политиките, на стратегиите. Секако дека помагаме со цел донесување на локалните политики и планови во делот на управувањето со комуналниот отпад кај општините. Најмногу тоа го работиме преку расположливите ИПА фондови и изминативе години, па од 2009 година до сега, постојано ги користиме тие фондови. Меѓутоа морам да нагласам дека не постоеше ниту еден документ врз основа на кој вие ќе можете да пристапите во било каква промена да правите во тој систем. Знаете, не можете од едно толку примитивно управување со отпад, вие да пристапите кон регионален пристап и да изградите една депонија, затоа што депонијата е сериозна инсталација. Кога зборуваме за депонија, граѓаните на Република Македонија треба да бидат свесни дека не зборуваме за ѓубриштата кои ги гледаме наоколу. Кога ќе зборуваме, ние многу често одиме и имаме голема соработка со сите општини, со кои подобра, со кои полоша, меѓутоа разбирањето со луѓето кои што се одговорни во општината завршува до моментот кога ќе треба градоначалникот да предложи и да се усвои на совет. И секогаш тука е проблемот, некои се за, некои се против и веројатно кога политиката ќе се одвои од управувањето со отпадот, можеби и ние ќе воспоставиме некој добар систем за управување со отпад. Ана, според вас, граѓаните, ако мене ме прашаат на сметката на вода, гледам дека плаќаме и комунална такса. Верувам и дека и во другите градови е така, можеби постојат само исклучоци, спомнавте пред емисијава, можеби Тетово или некои други градови, меѓутоа ако некој веќе плаќа нешто, очекува да добие и повратно резултат. Ако тие пари се дадени, зошто не можеле градоначалниците на 8 региони, барем еден регион да беше како што треба и да се изградат 8 депонии напишани и пропишани. Значи, имало градоначалници се до наредниве локални избори, во најголем дел беа од иста партија. И верувам дека требаше да спроведуваат исти политики, затоа што и министерот им беше од иста партија, и премиерот им беше од иста партија, тие не можеле да се договорат за депонија. Добро, што се случува со комуналната такса, каде завршува и кои се за што се користи, јас не би можела да коментирам, тоа најверојатно треба да се побара јавен пристап до информации, па да се види што се случува реално со тие пари. Меѓу другото имаме и 2%, не знам, фонд за вода, па никој не знае каде одат тие пари, зашто Скопје на пример нема пречистителна станова, тоа е друга приказна. Она што е интересно, сакав да го посочам како пример, можеби не ни треба совршен закон за да функционира бизнис принципот или бизнис логиката. Ние уште во 2004 година, ако се сеќавам добро, со средства од програмата за животна средина од Министерството за животна средина, имплементиравме еден мини проект во Тафталиџе. И на сите куќи им дадовме канти, посебно за хартија, посебно за пластика, и во време трајање од 2-3 месеци собравме, затоа што беше договорен системот на превземање на отпадот од комуна во тоа време кое функционираше и некој преработувач на пластика кој ги дробеше шишињата и ги извезуваше надвор. Во време трајање од неколку месеци собравме нешто како 1000 килограми отпад кој не заврши на Дрисла. Значи не е секогаш бизнес логиката тука функционирала, значи имале ќар да дојдат и да соберат. Зашто тоа не функционира на ниво на Скопје или други општини, не знам. Знам дека граѓаните се стимулирани кога ќе отидат во странство и знаат, еве Словенија ја спомнавме, значи Словенија има 5 фракции, значи одите има 5 различни обоени контейнери каде што вие може да го фрлите. Свесноста им е развиена до тој степен да никогаш нема да фрлат хартија. Во мојата населба нема контейнери, јас одам 3 улици подалеку за да фрлам во обичен метален контейнер, а камоли имавме пред минатата недела имавме настан на кој што Пакомак тие се нели овластен колективен постапувач за отпадот од пакување. Тие велат, ние донираме контейнери со одредена боја, значи жолт за пластика, плав за хартија и така натаму. Во тие за пластика, кога ќе го најдете отворен контейнерот, внатре секој фрла се и се што, затоа што луѓето гледате и супер нов контейнер да фрлам ѓубре. Не размислуваат дека треба да се фрли тамо пластика. Значи системот е од основата системот не функционира. Кога
Јас плаќам комунална такса, но би сакала комуналната такса да ми е пониска ако сепарирам, ако веќе придонесувам да не се изфрла тој отпад на Дрисла. Такви стимулации кај нас нема, иако беа предвидени во законот 2004 колку што се сеќавам. Кај нас комуналната такса се плаќа по метар квадратен стамен простор и без разлика дали баба една живее во 100 квадрати стан или 5 члено семејство во 6 квадрати стан, бабата секогаш ќе плати повеќе, а нема да генерира исто отпад. Јас спомнав 2004 учествував со изработката на тој закон, меѓутоа ги спомнав ја и сите овие години наназад кога не успеала централната и локалната власт да се договори во порегиони. Само да кажам, не е тоа комунална такса. Тоа е фактички надомес за собирање и управување со отпад. Што би рекле народски ѓубретари на ѓубретари. Сега во Скопје веќе 3 децении постои систем, таа е врзана со сметка за вода. И тогаш логично и дека е наплатата поголема. Во мал дел на општини е врзана, туку е како посебно што е многу тешко да се оствари наплатата, инаку кажа, значи постојат разни системи, дури во некои земји во Полска е тоа толку децентрализирано со секоја околија си пресметува на кој начин ќе го утврди вистинското, бидејќи многу сме далеку. Во Јапонија се знае, ставате колку отпад ќе ставите, имате клуч, не смете на друго место, ви се мери отпадот и тоа е загадуваш од плаќа. Да. Но еве има по потрошена дури струја се врзува колку. Но во секој случај тој надомест треба правилно да се користи, треба да се развие тој систем и вие кажавте точно јавна свест, но и инспекцијскиот надзор и од локалната власт пред се треба да биде многу посилен. Потребни се и законски измени. Значи, околу собирањето на смет треба да се комуналните, спомна јавни предпријатија, некаде си приватни, не мора да бидат јавни предпријатија, може да биде и приватни. И затоа јавните предпријатија или тие што го собираат треба да бидат со законските измени повеќе концентрирани на собирање, а на само тоа што го збериме селекција да бидат колективните постапувачи. Дали е тоа амбалажен отпад, дали е електронски отпад и така натаму. Ова е во идеални услови. Да, нема мора да се стремиме кон тоа. И сега, јас морам да кажам дека вие како нова влада силно ќе бидеме посветени на имплементација на директива. Ние ја велиме нова, таа не е нова, рамковна 2008, стариот закон беше по старите, за да се донесе и потоа да се имплементира. Таму треба да бидат попрецизни, затоа што тоа е надлежност за централната власт да ги земе, да ги утврди, да насоките како да се делува. И се разбира, тука е само ова што кажа Ангелов за Дрисла, тоа е точно, но за жал се случи. Иако имаше контроверзи кој е избран, дали ФЦЛ или германскиот, но од 2000 веќе 5 години за жал исто се управува како 2010, бидејќи новиот партнер 80-20 не вложи ниту во едно парче механизација, она што требаше 72 милиона, осим она инфраструктура, не се реализира, се пролонгираат роковите. Се надевам дека оваа измена сега дека градот ќе вгради во договорот пенали за да има одговорност. Инаку вака 5 години странскиот оператор собира се зголемуваат количините. Имаше многу контроверзија околу изборот на странскиот оператор, да се надоврзам на Шапорич, не е направено тоа што беше ветено и пак на ваши плеки како да ќе излезе дека вие повторно треба да се борите со средствата. Иако не е главна тема тоа, но сепак јас ќе се навратам бидејќи ја отворивме оваа тема. Значи една работа треба да биде јасно и на скопската и на македонскава јавност. Ние имавме завршеток на овој судски спор, долг судски спор. Имавме ние 4 години низ лавиринтите на управниот суд. Тој започна во 2012 година и заврши во 2017 година. Поише од 4 години судски спор. Кој судски спор заврши со една конечна и правосилна пресуда на Висшиот управен суд, кој му наложи на градот Скопје да донесе нова одлука. Вие бевте во СОД. Малку чудна. Чудна, затоа што 5 години ги става назад, као да не постоеле. И он вика, ништо не важи до сега, ништо не важи. Сега почињете, вика, мора да донесете нова одлука, а врз основа на таа одлука да направите нов договор. И градот Скопје на 3 март оваа година потпиша нов договор во кој тие 35 години на концесискиот договор почнуваат да важат од 4 март. 5 години, но изборот на контроверзната фирма доведе до ова, тоа е веројатно. Тоа е прашање што ние многу го истражуваме. Значи не е проблем. Да, знам дека вие бевте таму. Управниот суд потврди во последнава пресуда дека целокупната документација која била поднесена во постапката е во ред. И затоа не ја поништи постапката заради неисправна документација, туку ја поништи одлуката за избор на содружникот заради две работи. Првата,
концесискиот период, немаше 35 години, и втора работа, кој ќе врши надзор, кој ќе врши контрола, тоа е градоначалникот. Заради тоа е поништи. Јас сум сигурен сега, бидејќи ти имат оставено банкарска гаранција во градот Скопје, дека роковите течат. И многу бргово од Дрисла или ќе започнат да финансираат како што треба, или дефинитивно ќе треба нешто да се случи, што каже господинот Шапорич, пенали, активирање на банкарски гаранции. Ве уверувам дека и градоначалникот на градот Скопје кој врши надзор е во негов интерес, е во интерес на граѓаните Скопје, а во интерес и на нас, вработените. Бидејќи нели зимата главна тема, дека ние сме го загодувале, мислам, нонсенс. Ние гориме 3 тона отпад во она печка, какво и да е, сепак, ако имаме загадување, тоа е микролокацијско. Значи, локацијско 900 тона годишно, ако не се лажам. 1000 тона годишно. 500 се качи. И тоа само медицински отпад, не зборуваме. Да, медицински отпад зборуваме. Пред да продолжиме, ќе кажам дека само 1%, нели рековме, се рециклира во Македонија отпад и сите се жалат на тоа дека депониите не се депонии, тоа се буништа. Ваква е анализата на мојот колега Огнен Чанчаревиќ, па да видиме каква е состојбата и што велат експертите. 54 општински депонии, закон за управување со отпад и национална стратегија за справување со отпад. Но Македонија се гуши во смет. Низ државата има над 1000 диви депонии. Ѓубре и отпадоци може да се видат речиси секаде, во градовите, селата, покрај патиштата, во природата. Дрисла е најмодерната депонија во Македонија, но таа е далеко од стандардите на Европа и светот. Поентата е да што помалку отпад отиде на депонија. Значи, кога ќе дојде камионот на капија, имаме првен процес на селекција. Значи, тоа што може да се реупотреби, тоа што може да се препродаде, се прави тоа. Потоа тоа што не може веќе, се носи на депонија. Мора да има пречистилна станица, мора да имаме собирач на газ, поради тоа што таа отпадна депонија би требало да се нивелира со песок и со земја. Тој песок и земја, значи, доколку нема собирач на газ, може да предизвика и пожар. Собирач на гасови имаат некој, но многу малку. Пречистилни станици нема никаде и нивелирањето со песок се одвива повремено, значи според капацитетот на комуналното предпријатие. Националната стратегија предвидува изградба на регионални депонии. Македонија е поделена на 6 региони: Скопски, Пелагониски, Полошки, Југозападен, Југоисточен, Североисточен, и во секој од нив треба да има нова модерна депонија која ќе ги исполнува овие стандарди. Тоа што се случува во нас на регионалните депонии сега ако зборуваме е дека има, значи, папирологија, има документација, односно тоа се направени планови за регионалните депонии, но најскората или најбрзата депонија што би можеле да видиме било минимум за 2 години и тоа е во североисточниот регион. Најблиску во моментов е изградбата на регионалната депонија кај Свети Николско Мечкуевци, која треба да почне со работа идната година и чини над 20 милиони евра. Колку политиката го кочи овој процес, сведочи фактот што досега требаше да функционира регионална депонија во југоисточниот дел од државата, за која беше подготвена и документацијата и беа обезбедени потребните средства. Но оваа идеја пропадна бидејќи градоначалниците не можеа да се договорат. Државниот инспекторат за животна средина е надлежен за мониторинг и за изрекување казни, но според постоечките законски норми, тие не можат да ги казнат општините или градоначалниците, туку само јавните комунални предпријатија, што всушност е абсурд. Државниот инспекторат за животна средина би требало да го регулира управувањето со отпад на општинско ниво. Во главном општините и комуналните предпријатија се одговорни за управувањето со отпад, но казнените одредби, значи не може да следуваат на општини и градоначалници, при што градоначалниците и општините ја одбегнуваат некако таа одговорност или ја префрлаат на јавните комунални предпријатија. Нефункционалните општински депонии, како и дивите депонии, покрај почвата, го загадуваат и воздухот. Генерално од депониите имаме, значи, јаглеродиоксид, метан и азотен оксид. Тие се исто стакленички гасови кои што во Македонија пренесуваат со 7% во климатските промени, а во другите земји пренесуваат со 2 до 3%. Но ова треба да се додаде и проблемот со медицинскиот отпад, за кој само една депонија, Дрисла, има капацитет за складирање и уништување. Во остатокот од државата тој завршува на исто место со кесите со ѓубре. Само единствена печка имаме во Дрисла, а за другите општини и во другиот дел од Македонија тоа е несоодветно третирано.
Струшкиот адвокат Глигорije Ќатовски ги проучил законските норми и смета дека тој и неговите сограѓани имаат доволно докази за да покренат тужба против локалните власти и државата поради нелегалната депонија која со години го труе населението. Пред се би сакал да нагласам дека правото на здрава животна средина е уставна вредност определена во член 43 став 1 од Уставот на Република Македонија. Дивата струшка депонија е производ на неодговорното работење на надлежните органи. Тука пред себе ја спомнал општината која е директен виновник за вака настанатата состојба, а како индиректен виновник и одговорна и државата бидејќи не го спречила настанувањето на оваа дива депонија. Македонските судови имаат скромна судска пракса во овај дел. Тука можеме да докажеме со вештачење, значи со вештачење од вештак од животна средина, вештак медицинско лице со кое што би се определиле нивоата на штетни емисии од депонијата и нивното влијание врз здравјето на луѓето. Општините се должни да доставуваат годишен извештај за тоа колку тони отпад се собрани и истурени на депониите, но тоа не го прават. Во 2015 година само 28 општини и град Скопје ги доставиле овие информации, а за 2016 година не се знае, бидејќи податоците се уште се обработуваат. Според доставените податоци, еден жител генерира околу 440 килограми отпад годишно. Во стратегијата за управување со отпад на Република Македонија стои дека надлежностите за управувањето со отпадот во практиката се помеѓу неколку институции во државата, се забележува преклопување помеѓу неколку владини институции и меѓу владините и општинските институции. Меѓутоа, иако постои вакво преплетување, не постои јасна координација. Од друга страна, дадени се уште тогаш забелешки во однос на луѓето кои што тоа треба да го работат и кои не се стручни тоа да го работат. Меѓутоа, процентите на количество на отпад исто така во однос на годишно ниво се исто така поделени на комерцијален отпад, со индустријски отпад, одствени здравствени институции и слично. Имајќи го сето ова во предвид, а сега можете и нешто да направите и да смените. Што според вас клучно ќе треба да се направи и од Министерството за животна средина, меѓутоа и вие како владата, за ова да се смени? Ако до сега регионите, а тоа ќе го зборувам и со Ангелов затоа што бевте председател на ЗЕЛС, не нашле начин да се договорат и да направат вакви регионални отпади, односно да го решат прашањето, може ли вие нешто да сторите да го инициирате тоа? Добро, најпрво ќе речам дека стратегијата сама по себе не е толку лош документ, меѓутоа има многу нереални работи. Таму ако прочитате во стратегијата ќе видите дека до 2020 треба 70%, 60% отпад да биде рециклиран. Денеска имаме 1%, значи не е ама добро, ако збориме во 2008 се правиле со надеж дека 10 години се доволни и повеќе од 10. Нереален. Второ, стратегијата треба да прати националниот план за управување со отпад. Ово е истекнат во 2015. Ние од 2015 немаме веќе 2 години национален план. Потоа зборуваме локални и така натаму. Значи потребни се одредени стимулативни согласно европските искуства и дестимулативни мерки за да се натераат општините подобро да менаџираат со комуналниот отпад. Во Македонија некаде околу 750.000 тони годишно се собираат, од што е покриено 250.000 тони што се генерираат, воопшто не се подложи на некој било каков систем. Значи, 1.000.000 тони зборуваме само за комунален отпад. Како да ние мораме, како да ги поттикнете или да казните? Оти кај нас казната само е поттик, ја мислам. Значи, мора да се развие систем за управување со пакување, отпадопакување. Почеток има на управување со електричен и електронски отпад. Значи, тоа мора да се стимулира, мора да се развие и се разбира со инспекцијски надзор, а и одредени измени. Да речеме, закон за пакување и отпадопакување има категорија, се ослободува од такси, оној кој што мал производител. И мал по мал испаѓа една огромна, се проценува 20% од создавачи на отпад не се покриени. Зборуваме, значи, за комерцијалниот сектор. Тука треба да се измени законот во тој дел, за да биде покриеноста. Потоа мора да има стимулативни и дестимулативни мерки за да прашање на посветеност. Значи, ако претходната влада, морам да кажам, ако повеќе била посветена за овие 11 години, да донесе овој план, да го имплементира, би дошло. За жал, приоритетите беа други, во фасади, во панорамско тркало, жални врби и така натаму.
превработеност на администрација, зборуваме сега како да се прави со отпад. Значи 180.000 проценка на администрацијата, добар дел треба да се усмери да работи во директно или индиректно во еколошкиот сектор, бидејќи животната средина, заштита и унапредување на животната средина, тие не се само, да кажеме, обврски на локалната власт. Треба да се потикне и бизнис секторот. Ако се очекува дека државата или локалната самоуправа се ќе го реши, значи мора да се вклучи сите инволвирани страни, односно засегани страни. Потребно е подобро ослободување и стимулација за приватен сектор. Да се вклучи некаде во ова и се разбира во рециклирање и преработка. Во одредени земји има и стимулации за тоа. Потоа потребен е посилен инспекцијски надзор. Како овие генераторите на отпад, било кој вид на отпад, постапуваат. И се разбира, сето тоа мора да биде имплементирано и прашање значи на приоритет и на, значи едно е прашање регионални депонии, кое што е многу важно, друго е прашање но треба да се справуваме понатаму и со опасниот отпад. Господине Ангелов, направен е Центар за регионален развој. И тука имаше многу ветувања дека регионите ќе работат заедно, градоначалниците ќе работат заедно. Едно од прашањата најболни рековме веќе отпадот, меѓутоа зошто ова не профункционира? Како изгледа еден состанок по региони на соградоначалници? Например, и зошто не може, веќе кажав, и биле од иста партија, и од ДУИ, и од ВМРО, и од Централна власт, зошто не може да профункционира? Заради локациите кои се неприфатливи, заради парите кои не сакат да бидат дадени и затоа што регионите не се сиромашни, имаат навистина богати региони. Јас сум еден од коавторите на Законот за равномерен регионален развој, тој се донесе 2009 година, кога беше министер господинот Коњановски, и таму има една многу фина одредба, за жал која не се почитува. Вика вака: финансирањето на проектите за равномерен регионален развој ќе се финансираат со средства кои изнесуваат не помалку 1% од бруто домашниот производ. Карикирам, Македонија има 7 милиарди бруто домашен производ, значи на годишно ниво 70 милиони евра треба да бидат поделени на регионите, на 8-те плански региони. Еве ќе го исклучиме Скопскиот регион, најразвиен, така, тој најмалку ќе земе, останатите 7 региони треба да поделат од прилика 70 милиони евра. За жал, тој закон не се имплементира и затоа состаноците на градоначалниците се супер. Јас сум присуствувал како автор на тој закон и ги правив подзаконските акти. Јас сум ги правил подзаконските акти заедно со други колеги. Еве актуелниот премиер господинот Заев присуствувал на тие состаноци како градоначалник на Струмица, без доглед што бил од друга политичка партија. Дури едно време беше и председател на тој регион. Состаноците, верувате, меѓу градоначалниците нема дали е ВМРО, СДС, ДУИ, ДПА. Ама нема приоритети. Приоритетите веќе Шапорич ги спомна, во одредени општини приоритети биле некои сосема други работи. Верувате, има приоритети. Но збориме за пари. Депонијата е на скапа играчка. А збориме, депонијата е последно што треба да се случи во процесот на менаџирање со отпад. Значи имаме прво имаме селектирање, значи прво треба да го селектираме отпадот, така? Добро да ја затвориме таа дивата. Прво да го селектираме отпадот, а ќе го селектираме ако ние таксиве што ги плаќаме за отпад ќе плаќаме само за биоразградливиот отпад. Значи кога ќе дојдеме во ситуација да го мериме отпадот, што го каже господинот Чапорич, значи таа мерка за жал моментално. Ама знаете, видете се, јас како граѓанин морам да ве прашам. Јас сега знам дека нема утре да се случи мерката да го измерам домашниот отпад. Нема утре да се случи селектирањето. Меѓутоа, без заложба на регионите, без заложба на градоначалниците, без нивна акција, граѓанинот не може да биде поттикнат. Веројатно и мерките за поттикнување повторно доаѓаат од градоначалниците. Повторно доаѓаат од тие региони. Повторно тие треба да седнат да се договорат како во нивниот регион, еве, нема да се случи повторно струга. Дефинитивно, значи ова е општинска надлежност и регионална надлежност. Сигурно државата мора да даде одреден супорт на целава приказна, но градоначалниците мора да се договорат, но тоа договарање значи не може они да измислат од некаде плюс пари. Тие се париве. Значи сега да не отворам друга тема, фискална децентрализација. Значи ние им ги пренесовме кога ја бев председател на ЗЕЛС, тоа се случи, им ги пренесовме надлежностите. Ама тој конфликт меѓу локални и централни власти не заврши, да кажеме, со победа на локалните власти, не. Фискалната децентрализација не се случи како што требаше. Вие не може да очекувате некој градоначалник или регионите, да кажеме,
да дадат собствени средства кога тие во многу населени места зборува за водоснабдување. Меѓутоа постојат ИПА фондови, Карамфиловска, достапни ли им се на градоначалниците ИПА фондовите одредени за овој дел екологија? И дали градоначалникот доколку направи добар проект, доколку аплицира, може да добие поддршка за да или сите тие од регионите се здружат, направат проект, аплицираат за ИПА фондови? Секако дека се расположливи. Постојат ИПА фондови каде што е контрактор Министерството за финансија, се имплементираат преку Министерството за животна средина, меѓутоа постојат и ИПА проекти кои што може да ги спроведуваат локалните самоуправи како при меѓугранична соработка и тука можеше многу работи да се направат и се правеле. Самите општини имаат искуство, меѓутоа сепак повторно ќе кажам, тоа се сведува на производство на некакви документи, на некакви стратегии, водичи или така натаму. За жал не можеме да видиме реално некаква реална инфраструктура на терен. ИПА фондовите кои што се на располагање, кои што ние ги спроведуваме како Министерство за животна средина, има дел кој се однесува на инфраструктура. Меѓутоа, за да вие дојдете до изведбен проект и да Европска комисија распише конкурс да се јават компании кои ќе учествуваат во изградбата на таа депонија, таков повик, вие претходно треба да имате сериозна документација позади. Значи, зборувам и на куќа кога се гради е потребен проект, па потребен е надзорни или ревизија и така натаму. Ние почнувавме од нула. Сите овие документи се многу убави на хартија напишани, ги работевме со помош на странски експерти, меѓутоа јас едно ќе кажам, без да го измерите не можете да го управувате. Овие бројки овде се калкулирани бројки. Овие бројки се правени на маса, со искуство на експертите и со отприлика колку камиони одат на локалната депонија. Дали камионот е полупразен, полуполн, неполн до пола третина, дали е компримиран отпадот или не е тоа, никој не го знае, не го рачуна, бројката на камионот е важна и тој собира 25 тона. И вика општината, ние имаме толку, 10 пати отишол по 25 тона, ние толку имаме отпад. Прв пат направивме мерење на отпадот. Значи, со проектите кои ги почнавме преку ИПА од 2009 година. Првиот проект беше за јакнување на капацитетите, зашто вие треба да допрете до луѓето кои работат во локалната самоуправа да им јасните. Знаете што ние сега ќе го правиме ова, тоа е време. Додека се запознавме, додека им објаснивме на луѓето. Сите беа со недоверба, нормално, секогаш ќе постои таа некоја опозиција, централна власт, локална, и уште и мене ми се случува кога одам, ме караат, вие таму горе не знаете на што ни се случува овде доле, нели? Сега во Струга поставивте ли рокови? Им поставуваме и рокови. До тогаш и тогаш треба тоа да се направи. Средствата кои што ги дава Европска унија се грант, неповратни средства и постојат одредени услови кои мора да се испочитуваат. Тие вика да, ќе ви дозволиме тоа да го направите, меѓутоа вие треба да ни дадете реални бројки, реални планови. И ние почнавме. Прво ги зајакнавме капацитетите, формиравме некои работни групи луѓе кои ќе бидат посветени на тоа. Го измеривме отпадот во 6 региони во Република Македонија измерен, освен во 2 кои што не учествуваа во овие ИПА проекти, а за да учествувате во ИПА проектите, вие морате да добиете поддршка од локалната самоуправа. Не може министерството да спроведува. 16 малце да се тргне од негде да почне. Меѓутоа, 4 региони се вклучија подоцна, кога видоа некакво поместување од мртва точка, како североисточниот и источниот плански регион, како најсиромашните региони во Република Македонија, тие изразија желба да почнат да имплементираат еден систем финансиран преку средства од Европскава унија и затоа се можеби и најнапред, не можеби него сигурно. Затоа што веќе доаѓаме во фаза кога ќе ги добиеме вистинските пари и кога граѓанинот ќе почувствува. Ќе добијат процесот на интеграција. Ќе добијат 2 канти, едната ќе биде за рециклабилните материјали, односно за отпадот од пакување, за кој што веќе постои развиена индустријска гранка во Република Македонија, помалку или повеќе, тој се собира, дали се преработува или се третира само и се извезува, меѓутоа и тој социјален момент и како е важен. И уште една канта, ќе добијат каде што ќе го фрлат органскиот отпад со остатоците. За сега и секогаш има прашање, ама знаете во Европа има 5 канти. Добро, дајте да почнеме сега со 2. И ќе добијат и возила, само да докажам, комуналните предпријатија ќе добијат и нови возила, нова опрема со која што ќе можат да го собираат овој отпад. Дел што ќе завршува на депонија, дел што ќе заврши за рециклирање. Според вас, што е тоа што не може да ги натера градоначалниците да покренат иницијатива за едно вакво суштинско прашање?
поштовање ако земеме во предвид дека има трошоци кои што ако одиме по трагата на парите ќе видиме дека не се приоритетни трошоци во општините, а од друга страна веќе кажав буџетите на регионите и не се на сите мали за да не може това да го почнат како процес, земајќи во предвид и парите од ИПА фондовите. Да, па добро, се приоритизацијата на општинско ниво не знам како е направена во Скопје, тотално друга беа приоритетите во изминатиот период. Значи средствата кои се собираат, спомнавме неколку пати, средства кои се собираат по основ на управување отпад треба да бидат вложени токму во таа намена. И мене ми е искрено жал што сите оние иницијативи за сепарирање на одредени видови фракции, на пример батериите или електронскиот отпад, потекнува на некој начин од граѓани или од граѓански сектор. Имате оние контейнерите за батерии кои беа поставени од Go Green, колку што се сеќавам, во работа време. Сега има колеги, да, ама сакам да кажам од порано, уште кога 2004-2005 ја увидовме можноста дека навистина сепарирањето е првиот чекор, затоа што не е доволно вие да почнете да имате кампањи за јавната свест во времетрајање од 5 месеци, луѓето веднаш да научат дека така и тоа ќе функционира. Но од друга страна, ако не го воспоставите системот, ако надвор нема контейнери кои исклучиво бараат да ја фрлите токму таа фракција од отпад таму, значи, тогаш, ако системот не постои, луѓето не се стимулирани. Затоа и преска кажав, значи, треба да оди паралелно воспоставувањето на системот за сепарација со стимулациите и со начинот на кој што луѓето можат тоа да го реализираат. Се додека имате надвор еден контейнер во кој се фрлате, нормално не сте стимулирани тоа да го Да, ама тоа се пак зависи од општинските власти. Како е низ Македонија? Мојата колешка Емилија работеше на терен во Прилеп, која што исто така нема технички услови, се уште не е онака како што треба, во Битола, каде што има и многу медицински отпад и таму имаше проблеми со медицинскиот отпад и секако во Струга, па да видиме како е на терен. Македонија е затрупана со отпад, а отворените депонии низ државата ја загадуваат животната средина и го загрозуваат здравјето на луѓето. Некои се во близина на населени места, некои се оддалечени по десеттина километри. Покрај патишта и села се издигнуваат планини од ѓубре. Во Македонија има над 50 комунални депонии кои ни оддалеку не ги задоволуваат потребните стандарди. Сите се потенцијална еколошка бомба која ги загадува воздухот, водата и почвата. Она што се случи со Струшката депонија може да се случи со било која друга, доколку редовно не се затрупува со земја. Битола го одлага сметот на комуналната депонија Мегленци во непосредна близина на реки на село Новаци. Екологистите велат дека е недозволиво што државата се однесува неодговорно и незаинтересирано за решавање на проблемот со отпадот. Познато е дека таа депонија и сите депонии во Македонија, она што ние го знаеме, не само што не се адекватни, туку се надвор од сите стандарди и напротив, покрај тоа се тие и она што го реков на почетокот, еколошки катастрофи. Тие се толку негативни, толку влијат негативно на здравјето на луѓето, на природата, на водите, што мислам дека тоа исто како неколку пати сум го кажал тоа за неколку други работи, тоа се мисли и на депонијата, тоа исто како вие дома вашиот отпад да го одлагате во спалната соба додека јадете во дневната. Од битолски комуналец велат дека состојбата со депонијата Мегленци е иста како и со останатите депонии во државата, а единствен начин таа да се држи под контрола е периодично да се насипува со земја. Во последните години велат немаат проблем со самозапалувањето, а набавиле и нова механизација. За да се третира според стандардите потребни се многу пари, кои ова предпријатие ги нема. За решавање на проблемот Битола чека изградба на регионална депонија, која градоначалникот на Новаци Лазар Котевски најавува дека ќе биде на територијата на оваа општина, со што ќе се реши загадувањето од депонијата Мегленци, а вели ќе се отворат и нови работни места. Проектот ќе се финансира преку европските фондови, а Котевски вели дека работите треба да отпочнат уште оваа година со подготвување на документацијата. Навистина имаме проблем со оваа отворена депонија, која се наоѓа тука во близина на општината Новаци, поточно на селото Новаци, и исто така има проблеми и околните села, таа е само запалнива, како што кажувате, и најдено е решењето за изградба на регионална депонија. Тука имаше комисија од Европа, која вршеа
геотермички, геолошки испитувања. Имаше доста апликанти и од другите општини. Одбрана е нашата општина, бидејќи одговара теренот. Во делот на рек лоцирана е веќе каде да се наоѓа и овие испитувања се извршени. Прилепската локална самоуправа сама ќе го решава проблемот со депонирање на отпадот и нема да се приклучи кон регионалниот центар во Пелагонискиот регион. Прилепски комуналец веќе започнал примарна селекција на отпад во домакинствата. Во кругот на депонијата се гради фабрика за секундарна селекција, а пак оттаму најавуваат дека наскоро ќе започне изградба на компостара, со која Прилеп дефинитивно ќе го реши проблемот со отпадот. Проектот за регионалната депонија за источниот и североисточниот регион е почнат во 2011 година, како пилот проект на Министерството за локална самоуправа и на Европската Унија. За изградба предвидени се 35 милиони евра, пари од фондовите на Европската Унија. И за депонијата во Струга, која е на 500 метри од градот и повеќе од една деценија ги задушува стружани, ќе се бара трајно решение. Пожарот во депонијата кој беше активен речиси 2 месеца, деновиве е изгаснат, но тоа не го решава проблемот. Во завршница сме на дебатата зошто Македонија стана едно големо ѓубриште. Дали, Шапорич, според вас е подобро концесионерство или јавно-приватно партнерство? Примерот со Дрисла, за жал, го елабориравме во однос на изгубените години, или е подобро да почне еден процес на јавно-приватно партнерство за грижа за овие депонии или градење нови? Прашање на приоритети. Факт е, ако ги погледате извештаите на Европската Унија, па и во оваа област, во оваа сфера на животна средина и сектор отпад, дека се прилично лоши, односно европската агенда е запоставена. Мислам дека убеден сум дека новата влада ќе се посвети силно на таа европска агенда во рамките на тоа, исто така и на проблемите на животна средина, и тоа не е потребно само заради Европската Унија, туку и заради самите нас. Тие стандарди се заради нас. Сега, дали е потребно, сега ќе ви кажам само ова околу рециклаторите, значи ова што го кажав 1% се мисли на отпад од домакинства. Дали е поголем тој процент според вас? Во домакинства. Ние сега зборуваме за отпад од таа бројка се однесува исклучиво на отпад од домакинства, меѓутоа се генерира отпад од запакувањето, рециклирањето пакувањето е поголем, да. Конкретно за пакувањето имаме многу поголема бројка, меѓутоа комплетно имаме индустријски отпад кој треба да се рециклира или се рециклира, така да. Може сега да донесам, значи за жал кај нас најголем овие што рециклираат операторите, најголем дел од откупот на отпад, односно на овој што се рециклира, е од неформалниот сектор, кој што не е вклучен, за жал, во овој процес. Тоа се тие што вршат откуп? Откуп од неформалниот сектор, што нерегистрираните, кои што на некој начин придонесуваат, бидејќи тие допринесуваат да не оди се баш на депонија, туку тие треба во иднина да се размислува и за нив какви се можни мерки и така натаму. Но, по мене лично, постојат, се разбира, и негативни и позитивни искуства, треба внимателно, тоа се разбира општините преку региони, најдобро би било, бидејќи пари не може да се најдат преку ноќ, 40-45 милиона, ако сакате една регионална со предтретман, со некоја секундарна селекција, со преработка и така разборуваме сега за компостирање и така натаму, значи да го се претвори отпадот од голем проблем во бенефит. Некои земји како Шведска увезуваат отпад за да го преработуваат. Но мора и да вложите многу. Се разбира, тоа јавно-приватно партнерство мора да биде многу внимателно и на тој начин може да помене да оперираат во иднина, се разбира, кога ќе бидат направени овие регионални центри за управување со отпад. Не зборуваме само за депонијот, и депонија сама по себе ништо не би значила. Само еден посовремен третман на депонирање. Предвидувате за колку време би можело да бидат тие направени? Ако стратегијата до 2012 важи, планот од 2011, законите 2004. План немаме за управување. Во реалноста што мислите кога би се реализира? План за управување отпад ние немаме. 2015 сега не важи, значи не постои. Планот, спомна Ангелов, на град Скопје за управување со отпад предвидува 2014 да има инцинератор. Еве го немаме. Се надевам дека ќе има. Според вас колку време треба да помине? Сега зборуваме дел што може да се користи за овие новите ИПА-3, мислам ќе биде негде оперативна за 3 години. Значи за некои овие кои се во завршна фаза, ако се изнеде партнер, ако се тече, би можело за 2 до 3 години да се реши. Ги спомнавме во Новаци, каде што објективно би можело побрзо да биде. За овие што очекуваат, што се во, да кажам, во некоја
позадосната фаза можеби за 5 до 6 години. Така, Министерството не мора да значи. Значи во моментов се подготвени се 6 регионални планови за управување со отпад. Регионални планови за управување со отпад. А Североисточниот и Источниот плански регион одлучија да одат преку финансирање преку ИПА средства, условот е да бидат јавни комунални предпријатија, тоест во случајов ќе бидат регионални комунални предпријатија. Што значи? Едно регионално предпријатие ќе управува со централната постројка, не велиме депонија, постројка, затоа што таа нема да биде само депонија, туку ќе има и третман и преработка и секундарна селекција на отпадот, значи максимум да се искористат бенефитите од отпадот и само она што нема да може да се преработи или на друг начин да се искористи ќе биде одстрането и во таа централна постројка ќе бидат вклучени и трансфер станиците. Затоа што е поекономично да се однесат помалите општини, помалите населени места до една трансфер станица, па оттаму отпадот ќе се носи со поголеми возила до централната постројка. Тоа зборуваме за источен, североисточен. 4 во моментов Скопскиот, Вардарскиот, Скопскиот се разбира не мислиме на депонијата Дрисла, меѓутоа треба да се земе во предвид дека во градот Скопје постојат и во Скопскиот плански регион се вклучени и рурални општини кои генерираат отпад и тој треба да заврши на регионалната депонија Дрисла. Треба да се собере отпадот и тука бараме трансфер станици, значи плановите се готови. Во моментот располагаме со бројка, реална, вистинска, знаеме колку отпад генерираме. Морам да кажам дека сите други солути, најголем процент од отпадот што го создаваат нашите граѓани е органски отпад од 45 до 55% во зависност од во кој регион, нели ако е по-урбана зона се создава и помала количина органски, меѓутоа во руралните подрачја ви имате многу малку пластика, пелени, гума, текстил, имате во главном само комунален отпад и затоа треба да се води сметка како ќе го користите тој отпад. Од тој отпад не можете да добиете енергија, значи тоа е важно. Вие мора да знаете со што располагате за да можете да барате технологија. Бидејќи нема многу време, што според вас реално колку години се потребни за барем овие 6 што се вклучени? Овие 4 региони кои што имаат готови планови и до крајот на годината ќе имаат и проекти, може да започнат веднаш и да одлучат дали ќе одат концесија, дали ќе одат јавно-приватно партнерство или можеби ќе се здружат општините и ќе формираат предпријатија. Во Европа најголем број од отпадот од општинските предпријатија кои управуваат само со комунален отпад, само со комунален, внимајте, тоа се јавни предпријатија кои управувани или основани од општините. Меѓутоа не и за другите видови на отпад, како што спомна министерот Шапорич, тука имаме и отпад од пакување, тие треба да се одвојат, да се остави на бизнис заедницата. Законот тоа го дозволува уште 2004-та. Значи законот е либерален и е отворен, меѓутоа не се спроведува како што треба. Зборувавме за тоа, иако е предвидено и можно и во светот се користи и економски бенефити од оваквите станици, да не ги наречеме депонии. Дрисла, дали тоа кога ќе може да го направи? Од една страна испомнавте некои мерки што ги има во соседството кои се многу ефикасни. Значи, кога ќе бидат направени сите овие фабрики за селекција, кај што ќе се одвои пластика, стакло, метал, хартија и дрво, на депонијата веруете нема да заврши не поише од меѓу 15 и 20% од вкупната количина на отпад. Ако ние годишно носиме на Дрисла ова година 200.000 тона, на крајот ќе завршат само 30.000 тона, што е еден некаков, да кажеме, добар европски стандард. Казнена политика дефинитивно, значи ние мораме да ја даеме на општините и на регионите одреден временски период кој е објективен, да им дадеме пристап до европскиве фондови, да ги направат проектите. Пристап ќе ги дадат, меѓутоа дали они ќе направат проекти е проблемот. И нормално, еве во соседниве земји ќе земеме Бугарија, иако е таа земја членка на Европска унија и Хрватска, значи таму општините плаќаат пенали на централната власт ако депонираат Бугарија отприлика 40 лева или 44 лева, ако депонираш 10.000 тона од 100.000 тона, за тие 10.000 тона ќе платиш на централната власт, а централната власт ќе му плати на Брисел. Ова е одличен пример. Ќе му даде на Брисел. Ама како членка не, ова е добар пример. Добре за пример. Ана, вие најмногу исто така зборувавте за услови и условени се ако не се имплементираат еколошките стандарди, еколошките производи, тогаш Европската унија, односно преку Европската комисија во другите сектори ги крати условува, но тоа е за членка на Европска унија. Граѓаните треба да им се создадат услови за да бидат и свесни. Еве општина Центар е типичен пример каде што нема кај да се фрли сметот и нема услови дури ни камионите да влезат. Како, значи, дали граѓаните треба повеќе да протестираат, повеќе да изразуваат незадоволство за да ја кренат свеста на градоначалниците? Во принцип има голем број на граѓани кои се свесни затоа што
и шетаат надвор од Македонија, па знаат што значи да го сепарирате отпадот и мислам дека кога системот ќе биде воспоставен, граѓаните сакале некеле ќе сепарираат и ќе рециклираат. Така што тоа е тоа што останува реално да се направи. Системот мора да се воспостави. Да функционира. Ви благодарам на сите за оваа дебата. За крај на оваа топ тема, Република депонија. Вака е насловен документарецот кој е исто така направен со поддршка на УСАИД во продукција на кадр. Новинарите Љубиша Арсиш и Жарко Настевски го направија, а сценарието е на Јордан Дуков. Тој дава една реална слика каква е состојбата со депониите во Македонија и оние кои што се официјални, меѓутоа и оние неофицијални. Одбрана е депонијата во Струга, она исто така во Крушево и дива депонија во Струмица. Погледнете го до крајот на оваа емисија. Вам ви благодарам за учеството. Знам дека многу теми остана медицинскиот отпад, индустријскиот отпад, регулативата законска и понатаму. Да, меѓутоа наша обврска е да и понатаму да говориме на оваа тема и се надевам дека ќе се видиме повторно во овој состав. Ви благодарам за учеството. Благодарам. Да го погледнеме документарецот. Овде живееме 35 години, куќава кај што е. 12 години има депонијата кај што е тука преселена. Се фрла секаков отпад, од медицински до секаков. Населбава сите се жалат, има неподнослива миризба, посебно во попладневните часови, кои ќе треба да седнеш, да се одмориш, тука не можеш двор да седнеш, нема шанси. Смрди, мириса. Често пати па го палат, некои се осеќат веќе чад, посебно север малце да дуни, не само населбава, то по цел град, ама ние сме овдека прва линија. Садиме бавча, вадиме подземни води, имаме тука ние хидрофор, патлиџани, пиперки, кој знае што вода вадиме. Тврдам дека е ова една еколошка бомба. Целиот тој материјал кој се нанесува тука нити се третира како што треба, нити се има стандарди за кои треба да се на кои треба да се третира една депонија. Се таложи големо количество на материјал кој после како резултат на тоа таложење само се гори, никој не го контролира значи горењето. Можете да замислите значи тој воздух каков може да е воздухот во однос на тоа како резултат на тоа горење. Почвата се загадува. Подземните води се загадуваат. Со истата вода се наводнуваат. Еве вие дримот ни 200 метра од тука. Не е само за Струга, него селата, тие си наводнуваат, значи бавчите нивни и продуктите што ги произведуваат, после ги носат во градот. Со која вода се наводнува? Значи тоа е еден цирк, еден круг кој е неизбежен.
годините изминати имаше 4-5 така да речем депонии на кои се фрлаше комуналниот отпад. Со текот на времето тие депонии диви, секако диви, се санира и сега се наоѓаме на една временна локација каде што се фрла постојниот отпад. Првите депонии пречеа со пожари, изби, близина на градот и така натаму. Ова колку толку е малце понастана. Околу неја гледате, има борова шума. Нормално дека постои ризик за палење на таа борова шума. Куќите од градот се навистина околу километар. Меѓутоа сепак ризик постои, отворена е депонијата. Јас ти кажем, реално бех 20 години во Италија и не знаев што има овде депонија. Кога се вратев минатата година, од кога го земав земјиштето, видов дека има овде депонија. И ова е ненормално, за да има во сред село депонија. Се вратив од Италија за да ја обработувам ова земја овде што ја земав под концесија, за да живеам од неа. Јас мислам оти тоа е и некоја грешка од нашите граѓани што живеат во селово, што не сакаат да одвојуваат месечно по 150 денари и се случува ова овде. Јас сум мајка на 2 деца. Големото е 9 години, а помалото е 7 години. И откако го зедовме ова земјиште, децата ги имаме донесени 2 пати или 3 пати, за да ги поштедаме од мирису и од депонијата тука, да не се заразат од нешто, да не дојде до некои зарази. Ако дојде ветер, сите ќе се иносе во него внатре. Принуден сум да го заградам целиот објект да не влева ништо внатре. Тоа треба да го решат комуналец и институциите, не ние. Овие комунални депонии се некакво преодно решение до моментот кога ќе бидат изградени регионалните санитарни депонии, но тоа преодно решение функционира со години. 30, 40 и повеќе. На некои локации постојат огради, постои дури и чуварска служба. Значи не можеме да кажеме дека секаде низ Македонија состојбата е иста. Но има некои депонии каде што пристапот е неограничен за било кого и тука нормално се јавуваат и опасности за пренесување на загадувањата, но и за заболување на тие луѓе кои што непосредно работат со тој отпад и дури издвојуваат и вредни материи кои што они можат утре да ги продадат, така наречени рециклабилни материи. Комуналниот отпад и комуналните депонии се обврска на општините. Значи, тие се одговорни за собирањето, селектирањето, транспортот и соодветното отстранување на отпадот. Дали ќе биде депонирање или ќе биде друг начин на отстранување, тоа е обврска на општините и нивен избор на самата општина. Владата мора да интервенира, без разлика колку се тие скапи, а вистина се скапи регионални депонии, каде што ќе се го најде своето место и општините, односно јавните комунални предпријатија.
Недостасува и плански документи, факт е. Недостасува реални податоци за тоа колку отпад генерираме и каков отпад генерираме, за да можеме да правиме некакви стратегии што понатаму со тој отпад. Со помош на ИПА средствата кои ни се на располагање од Европската унија се подготвија, се направија овие анализи. Проблемот е што општините не може да ги обезбедат тие средства за изградба на таква една регионална депонија, а дополнително да издвојат средства да ги затворат сите овие непрописни депонии, нестандардни депонии кои што се создавале со години наназад. Само за затворањето, односно за дислоцирањето на оваа депонија ти требат минимум 5 милиони евра. Ме разбирате, значи тоа се големи средства. А да се прави една депонија, пак требат големи средства. Соработката помеѓу централната и локалната власт е нула. Значи, секој си брка на своја страна и секој си тера по свое. И на крајот страдаат граѓаните. Во моментот, отстранувањето на отпадот кошта 0 денари. Сега, за да биде тоа малку по-култивирано, ќе кошта некој 5, 6, 7 евра по тон. А за да биде санитарна депонијата, ќе кошта 30, 32, 35 евра по тон. Тие 32 евра по тон треба од некаде да се платат, што значи дека треба да се покачат сметките за надоместокот за отпад. И тука е, мислам, најголемата бариера, зашто тој проблем не почнува да се решава од причина што тој социјалниот момент преовладува и од тие причини, значи, нема одлука политичка да почне да се работи со тој проблем. Обично градоначалниците избегнуваат да носат одлуки кои се непопуларни кај гласачкото тело, затоа што во принцип во Македонија постојано има избори. Ако нема локални, има председателски или парламентарни, и непопуларните одлуки и проектите од овој тип, кај што не може да се соберат поени, они ги тргаат настрана, обично повеќе милуваат да градат проекти кои се видливи, кои се во централното градско подрачје, на кои може повеќе поени да се соберат. Јавните комунални претпријатија кои стопанисуваат со оваа дејност во име на општините се еден од најнетрансформираните сектори во општеството, кои во главном служат за задоволување на потребите на владеачките партии, за да ги изгрижуваат партиските кадри и да испумпуваат финансиски средства за финансирање на политичките партии кои се на власт. Имаат дел од нив и долгови, што значи дека не се во состојба тековно да ги извршуваат работите, а камоли да финансираат во изградба на нови регионални депонии. Најнапредна фаза се источниот и североисточниот плански регион, за кој што веќе студијата за оценка на влијание за локацијата каде што ќе се гради депонијата е подготвена, е во завршна фаза, подготвена е физибилити студија и веќе сме подготвени да аплицираме за инфраструктурни проекти, односно за средства со кои што ќе се изгради таа депонија. Веројатно 10 години, добри 10 години ќе трае, ако почнеме да градиме во 2019 година до 2029 година. Помеѓу она што е одлучено на хартија и помеѓу она што се случува во праксата има огромна дискрепанца. Каде се соочуваме со проблемот? Се соочуваме проблемот кај нас дома. Дали прво имаме доволен број на канти добиено? Дали честотата на услугата е добра? Дали можеме ние уште сега од нашиот дом да почнеме да рециклираме за да што помалку отпад отиде на тие неуредени комунални депонии? И откако ќе се создадат услови, значи да се згрижи отпадот, тој што ќе преостане од предходната негова обработка, значи тој што ќе преостане да се згрижи на една централна локација, мораме да почнеме постапно да ги затвараме овие депонии. У Италија јас живеех во село, таму е поинаку. Нема ни еден фас да видиш, нема депонија. Нашето ѓубре го делевме. Пластика со пластика, стакло со стакло, хартија со хартија. Да кажеме и ние кога живееме тука, дали од таа навика го имаме, го гледаме од постарите што беа пред нас и ние го правиме исто тука беме тука. Ама кога идееме там и устеку на годините што живееме во Италија, го стекнаме таа навика, кога одеш по пат не треба да фрлеш. Словенците на прво место ја ставија екологијата.
Ги искористија тие фондови, европски фондови, предпристапни кога беше кандидат за Европска унија и отиде многу далеко во тој поглед. Ние стварно сме доста назад. Ако почнеме денес, ја мислам за 10 години ќе се оправиме. Но ние требаше да почнеме вчера, за жал не сме. И прашање дали ќе почнеме утре. Ова беше документарецот од колегите од продукцијата Кадар. Македонија да беше навистина правна држава, граѓаните можеа да ги тужат градоначалниците заради загадувањето од депониите и другите загадувања, но за жал се уште не сме во таа фаза. Ви благодарам за вниманието. Останите со програмите на Телма.